Дозволите ми прво да ве поздравам и да ви се заблагодарам што одвоивте време денес да дојдете на ова дебата, организирана од Центарот за мултимедијални производи Инбокс 7. Многу значајна дебата за развојот и иднината на демократијата и борбата против корупцијата во нашето општество. Дебатата е етаблираните и новите медиуми како алатки за борбата против лажните вести и корупцијата. Би сакал да ја насочам енергијата и медиумите во иднина да обрнат многу поголемо внимание на овие на некој начин предизвици со кои што треба да се соочат општествата во следниот период. Сакам да ги представам гостите и да оставам простор, например, од различни институции, од различни агли да ни кажат како е најдобро и која е нивната пракса во нивните институции за борба против овој феномен. Од мојата лева страна е Јасна Бачовска-Недич од Правниот факултет, студиите по новинарство, после директорката на Генералниот секретар на Државната комисија за спречување на корупција, Игор Стојанов, представник на Универзитетското радио и факултетот за новинарство при Универзитетот Гоце Делчев, Весна Коловска, главен и одговорен уредник на радиомрежа Канал 77, и Иван Бојаджиски, доаен на македонското новинарство, дописник на повеќе може од 10 југословенски портали, долгогодишен председател на Сдруженијето на новинари, собственик и издавач на вестникот Штипски глас и на некој начин се преструктурира во новото време со неговото искуство, основајќи го порталот Исток прес. Ви благодарам за присуството. Дебатата ќе ја води уредничката во Инбокс 7, Жакоина Хаџизафирова, која ја поканува Минејси. Во ред, во оваа ерупција јас да им се заблагодарам прво на гостите за нивното одвоено време. Решивме да ја организираме оваа дебата во насока на разјаснување на дилемите кои постојат во дигиталниот простор, во контекст на лифирувањето на лажните вести и корупцијата, бидејќи сите знаеме, покрај еварот Македонија стана позната и по лажните вести, посебно за времето на изборите во САД. Поканивме луѓе кои сметаме дека може да ги споделат своите искуства од областите од кои доаѓаат. На почетокот би сакала да направам мала самоизмена во агендата, бидејќи сметам дека е добро да ги слушнеме прво искуствата на колегите, па потоа да се навратиме малку и на регулацијата во онлайн медиумите. Днес ќе го поканам колегата Иван Бојаджиски, кој е собственик на порталот Исток прес и е еден од доаѓените според мене во македонското новинарство, се знаеме многу одамна. Повели Иван, кое е искуството низ практични примери, од кога постои порталот Исток прес? Благодарам. Веројатно не сум најмеродавен да зборувам на оваа тема, бидејќи Исток прес само држи до воспоставени стандарди во професијата и лажните вести му се нешто туѓо. Не може никој да не нито една лажна вест која не може да се потврди барем од два извори дека е вистината. Но мислам дека лажните вести се една огромна, дури би ја нарекол трагедија во нашето општество, затоа што јас не им го гледам крајот, дури мислам дека тие допро ќе се развиваат, затоа што кај нас што е полошо, по принцип тоа е подобро за медиумот, сите медиуми кои праште зошто објават такви вести, дека тоа се чита, тоа се бара, која е вистинитоста и че воопшто не е важно која е вистинитоста. Не знам за оние помладите кои може би не знаат, мислам дека првата лажна вест е објавена или до 163 или 836 година во американски Балтиморски вестник, кој објавува информација гарнирана со фотографија за голем земјотрес во Балтимор. Фотографијата од земјотресот во Сан Франциско настанува општа паника во градот и тоа е првата лажна вест. Уредништвото одговара со многу остри казни за целата таа работа и од тога се почнува таа
некаква епидемија на лажни вести, која сега со новите, ја би рекол, медиуми се значително проширува. Како да се одбраниме од лажните вести? Ја прво ќе кажам две работи. Две искуства на големи луѓе. Данскиот филозоф Сорен Кierkegaard има речен овак: млад новинар го интервјуира и го прашува што мислите, Данска сака да воведе смртна казна, а тој вели: ако јас сум енергично против смртната казна, ако треба да се стрела новинар, прв ќе застане на чело на стрелачкиот вод. И тоа многу убаво зборува за нашата професија и за можеби многу повеќе за ова време отколку за времето на овој филозоф. И уште една мисла, вика: дајте ми медиум и за 3 месеци ќе направам брат да си го убие. Значи тоа го објаснува карактерот и значењето и на медиумот во едно општество. Пред да дојдам овде се обидов да проверам на интернет неколку повеќе лажни вести кои што се како такви титулирани во нашите медиуми и видов два медиума кои што за време на поранешната власт беа као близнаци во промовирањето на информации кои што одговараа на таа власт. Сега станаа крвни непријатели, па така Инфомакс го обвинува Канал 5 со тоа што на КМ става загради, значи Канал 5 го обвинува за лажни вести во однос на референдумот. До вчера беа браќа по злосторство во медиумскиот простор на Македонија, денес тие станаа големи противници и затоа едни со други се обвинуваат за лажни вести. Како да мислам дека имаме по 10 минути максимум време да зборуваме, како да се одбраниме од лажните вести? Јас тука не сум паметен, јас не гледам одбрана на некој, освен ако тоа не се биде некоја процедура која се проведува нисправниот систем на државата и законите кои постојат во Република Македонија, кои што го ја тангерат оваа област. За сега не гледам, ние многу лесно поминуваме преку тоа. Например, ќе те исплука соодветна личност која врши некоја функција, за неја ќе кажеме многу грозни работи со кои се навлегува дури во семејствените односи внатре, но нема казна за оној кој што пласира информации кои не можат да се докажат во смисла на нивната вистинитост. Што да правим? Мислам тука Сдруженијето на новинарите, вашиот факултет на кој предавате на младите новинари кои ќе иднината на оваа професија во нашава држава и сите други институции кои што се постојат заради целата оваа проблематика, да имаме едно уредено општество, да имаме еден правен систем, да се луѓето заштитени од, меѓу другото, и од лажните вести, ќе може да си е малку посериозно сватат работа, затоа што работите не одат во добра насока. И во таа смисла, јас се надам дека Издруженијето на новинари, штета што и тоа не е тука, треба да го даде, ќе го даде својот прилог сега со новото раководство секако и дека ќе направиме нешто да пред се преку казнената политика, иако казната е последното средство, нели велим, меѓутоа од опомена па до некои мерки кои што драматично ќе им докажат на оние кои што ливеруваат лажни вести дека тоа повеќе не можат така да го прават, дека ова е уредена држава, дека ова е уредено општество и дека треба така да се однесува. Благодарам. Би ја поканила професорката Јасна Бачовска од Правниот факултет во Скопје, која правеше неодамна и објави една анализа околу регулацијата на онлайн медиумите, да ни каже дали постојат механизми во светски рамки како е регулирано објавувањето на информации на онлайн. Да, ти благодарам, Жакина. Јас прво сакам да кажам дека сум почестена дека сум на иста дебата со господинот Војаджиски, кој што гледам и слушам дека е доедините на македонското новинарство од едно друго време кога новинарството беше општествено одговорно и кога една новинарска реченица се лекторираше. Се пажеше на точка, запирка, сега сме ние многу далеку од такви времења. Имаме еден нов социјален амбиент, едно ново општество и баш благодарение на појавата на овие онлайн медиуми.
Точно, јас сум компетентна сега да зборувам на оваа тема регулација на онлайн медиуми, бидејќи минатата година бев автор на еден документ на јавна политика кој што преку Центарот за комуникацијски студии во Скопје го спонзорираше Европската унија. Ова не е само проблем на македонското општество, ова е еден глобален проблем. Ако во 2006 година онлайн медиумите беа еден восхит за светот, кога Барак Обама победи на председателските избори како прв таков председател по пат на микротаргетирање и со Facebook и YouTube ги собра донациите, прв пат еден председател не го поддржа олигархиски групации, тогаш светот во 2006 година рече еве еден нова демократија, сите ние се можеме да правиме на овие медиуми, за да еве сега колку 12 години подосна со аферите Сноуден, Wikileaks, лажните вести, почнува светот да се плаши од онлайн медиумите, зашто тие имаат една друга димензија. Проблемот не е толку сложен колку што изгледа. Ние тоа во однос на оваа проблематика треба само да ја следиме медиумската политика на европско ниво, меѓународната правна акција, велам правна акција, да ги следиме меѓународните документи кои што веше не се така игнорантни онлайн медиумите. Тие не го регулираат, но почнуваат да ги споменуваат како реалност. За пошироката јавност, за да биде јасно кои се тие медиуми, ние се уште имаме телевизија, имаме радио, имаме весници. Сите овие традиционални медиуми, кои што имаат физичка адреса, имаат главен уредник, освен дома во домот на телевизија, можеме да ги гледаме на интернет. Значи, денеска се е онлайн. Но кога зборуваме за онлайн медиуми нерегулирани, тоа се оние нови форми на медиуми кои што не постоева во времето на радиото, телевизијата и печатот и ги овозможи интернетот. Тоа значи дека мојот Facebook профил, твојот Facebook профил, порталите, инбокс, не знам дали е регистриран како медиум или не. Ако е регистриран, тогаш е како телевизијата, ако не е регистриран, тогаш е онлайн медиум нерегулиран. Тоа се тие онлайн медиуми, значи сега да ги специфицирам, портали, блогови, кои што не се регистрирани според законот за медиуми, социјалните мрежи, Facebook, YouTube и други мрежи, ги има многу, и различни други форуми и платформи. Значи, од една страна ние го имаме традиционалните медиуми, кои што се уште постојат, во европскиот простор се многу битни и го носат товарот на јавно информирање. И ние сега треба граѓанинот да го научиме преку медиумската писменост на која информација треба повеќе да ја верува. Информација има многу, сите сега се новинари и сите имаме медиуми. Тука е проблемот. И се додека не направиме некоја поголема штета од типот клевета, навреда, говор на омраза, криминал, никој нема да не гони. Но ние можеме и други штети. Например, да кажуваме, не ги вакцинирајте децата. И веќе правиме општествен проблем, а за тоа никој не може да не гони. Тоа е проблематиката. Што се однесува до правната регулатива на Македонија, кај сме, ние имаме два закона кои што ги регулираат медиумите. Тоа е законот за медиум, донесен во 2013 година. И сите знаеме колку таа година беше тешка, зашто во декември, 24 декември предходната година, 2012, знаете како новинарите беа исфрлени од собрание. Тоа беше почеток на политичката криза која што кулминираше со бомбите. 2015 година и 2013 година кога се донесе законот за медиуми, независното здружение за ЗНМ, независниот синдикат, сите новинари стана, ве молам, не спомнувајте ништо во законот за новите медиуми. Не ги не спомнувајте дека постојат. Затоа што тој беше драгоцен простор кај што пак горе-доле можете нешто да кажете против власта. И законот наш стана игнорантен во однос на оваа реалност. Не ја не спомнува. Што се однесува за компаративно законската регулатива Србија-Хрватска, зашто тие во генеза на медиумски систем се слични како нас, таму во нивните закони веќе спомнуваат електронски медиуми, нешто постои таму друго, кое што треба да се води сметка преку саморегулаторниот модел. Значи така нашата законодавство станува игнорантно. Што се однесува до насоките на Европската унија, што вели Европската унија? Оставете ги, вика, медиумите, тоа е слобода на изразување. Не ги регулирајте, но тие во нивните документи има една регулатива 2010 број 13 за аудиовизуелни услуги, која што е базата и ги уредува овие, ја сублимира европската медиумска политика.
која што ги спомнува, меѓутоа е застарена, па се носи еден нов законодавен предлог за нејзина измена во 2016 година. Имаме една препорака од Комитетот за министри во 2011, имаме стратегија за заеднички дигитален пазар, значи полека почнува да ги допира овие медиуми, меѓутоа до тука. Ги спомнува само. Ставот има едно тело на европски регулатори за електронски комуникации, кој што е многу битно во оваа област и сите ние кои што имаме портали треба да го посетуваме ова тело. Што се случува? Тоа насоките ги оценува на овие правните институции на Европска унија, ги оценува како добри. Вика, добри се насоките, се во насока на штитење на слобода на изразување, заштита на лични податоци. Те велат мора да има тука само регулација, значи ние само да се регулираме што и како ќе правиме, ама таа саморегулација е многу ризична. Многу ризична. И затоа се препорачува. Значи, тука идните дискусии ќе бидат насочени кон посредничката улога кон регулаторната улога на посредникот. Ние знаеме како собственикот на Facebook го викаа во Конгресот, тоа беше дури малку смешно. Значи, што ќе оди на интернет како лажна вест, како корупција, како тероризам, како екстремизам, порнографија, педофилија, потрошувачко општество, одлучуваат оние црни кутии кои што ние не ги гледаме, а се во собственост на Google, на Facebook и така натаму. Сега тие ќе бидат главните што ќе пуштаат како содржина. И до тука е. Но она што се однесува до другиот мониторинг, што треба ние да правиме, односно од кои тела во општеството треба да бараме заштита. Од кои тела треба да бидеме заштита и кои тела треба да бидат будни. Пред се треба да бидат будни, нели сега градиме една демократија со многу силен невладен сектор. Тоа се телата како што се Советот за печат, Советот за етика, кои што треба да си ја сменат својата и функционална и статутарна надлежност. Спијат, тие статутите не ги менуваат и не одговараат на новата. Значи ние ако нешто се некој мене ме навреди, јас треба да одам во Советот за етика да дадам представка, па Советот за етика да даде опомена до некој портал. Зошто пишуваш дека Каракамишева е во 8 управни одбори. Ние можеме колку и да не ја сакаме, ама таа не била во 8 управни одбори. Никогаш. И може да го докаже. Може да не ни се допаѓа тоа што го зборува ваква или таква, ама не може да избори битка со една лажна вест. Значи ние до Советот за етика треба таму да дадеме тие тела статутарно и функционално треба да се преструктурираат. Правна канцеларија за новинари во наводници, невладиниот сектор. Денес секој може да биде новинар. Мобил журнализам, јас можам да сликам со мобилниот телефон и за некоја дупка на улица и да лажам. Сум ја снимила таа дупка некаде во Бугарија, да лажам дека еве градоначалникот нели. Значи треба да има правна канцеларија за мобил, да се обраќаме што е, како е, апсолутно. Понатаму голем проблем е медиумската писменост, образованието. Значи, ние како луѓе треба да препознаваме што се лажни вести, што не се. Дали таа лажна вест јас можам да ја шерувам и да одговарам или да не одговарам свеста, дали ќе нанесам штета или не. Меѓутоа, треба да бидеме дигитално и медиумски писмени. Еве, гледаме во Холандија, во основно образование имате веќе медиумска писменост. Во Германија наставните планови децата учат како да се заштитат од реклами. Не е само iPhone-от најубав телефон, iPhone да имам. Како да се заштитиме од тој маркетинг и така натаму. Значи, има механизми и нашето општество треба да работи како и другите општества. Еве, за среќа, овој проблем не е само наш локален, тука е еден европски и глобален светски проблем. Исто така треба да се води сметка по друга страна за дисперзираната правна заштита, зашто проблематиката на онлайн медиумите, ние рековме во специфичното медиумско законодавство, таму не се спомнуваат и не се регулира, но има дисперзирана правна заштита. Онлайн медиумите се регулирани преку Кривичниот законник, законот за електронска трговија, законот за авторско право и сродни права, законот за лични, за заштита на лични податоци и ред други закони. И тука може да се, например, еве прислушкувањето, следењето, зашто не е прислушкувањето само на телефони, тука и на сите информации од МВР можат, што пишуваме во преку мејл, што постираме, тоа можат да не следат на кого какви информации праќаме. Значи тука невладиниот сектор треба будно око да направи, да мониторира секоја законска измена во овие закони што од страна ги регулираат онлайн медиумите, треба да се води сметка до каде оди тоа, какви се европските практики, како се вредносните насоки
точки. Значи треба исто така голема сензитивизација на општеството. Проблемот е едноставен, но луѓето треба да се едуцираат и да знаат каде да ги штитат своите права и да ја познаваат проблематиката. Исто така луѓето треба да се едуцираат за концептот на јавно информирање. Сепак она што оди на официјална телевизија, на национална телевизија, во Нова Македонија, ние на таа информација треба повеќе да веруваме. Тоа е кратко од мене. Добро, ќе продолжиме понатаму. Да го поканам би сакала колегата Игор Стојанов. Тој е представник од факултетот за новинарство при Универзитетот Гоце Делчев. Чисто ни кажете дали ги школувате вашите кадри на основните принципи во новинарството, основните стандарди во новинарството, какви генерации на новинари ќе излезат од тука? Добро, ви благодарам на поканата. Чест ми е да бидам во ова друштво и да кажам збор 2 за лажните вести. Јас повеќе сум како уредник, главен одговорен уредник на Универзитетското радио. Имаме контакт со студентите во оној практичен дел кој што работат кај нас, студентите по новинарство и другите студенти од студиските програми. За лажните вести тоа е релативно нов феномен на социјалните медии, меѓутоа апсолутно стар феномен воопшто од кога постои човекот. И интересно е што воопшто се меша лошото новинарство со лажните вести. Значи, според мене и она што постојано треба да се има на ум, дека новинарите не се тие кои што ги креираат лажните вести. Барем не во Македонија, новинарите се тие кои што креираат пропаганда или прават лошо новинарство. Тоа се различни работи од лажните вести. Лажните вести се, испоред мене и она што можеме да го забележиме, малку искреирана реалност за поголема контрола на интернет просторот, што јас лично сум апсолутно против било каква контрола на интернет просторот. Споменавме многу работи, споменавме вакцинација, апсолутно, мислам дека станува збор за лажни вести кои се шират тие информации, меѓутоа вие не може да направите контрол. Најголемите јутјубери, инфлуенсери на социјалните мрежи имаат по 50-70 милиони корисници, следбеници. Како вие секој зборлик им го регулирате на тие луѓе? Тие не се медиум. Невозможно, значи едноставно е невозможно да се направи контрола на изворот на информацијата. Оно од кое што треба да се плашиме во смисла на лажни вести е организирана пропаганда. Тоа нешто што се случува во американското општество можеби, организирана пропаганда на лажни вести, намерно, смислено креирање на медиуми кои што ќе шират пропаганда. Тоа е многу различно од лажните вести. Другиот концепт кој што сметам дека се дава преголема важност на лажните вести е за да се добие таа контрола над интернет. Претпоставам дека знаете, околу 60% од маркетинг шерот има Facebook и Google. Значи тие се дуопол врз маркетингот на целиот интернет. Тоа се огромни пари. Моментално и Амазон влегува со своји адсови, така што има околу 2-3%. Тие три компании имаат малтене 70% од маркетинг уделот врз интернетот и имаат апсолутна контрола кој ќе се рекламира и каде ќе се рекламира. Моментално сигурно знаеме сите дека веднаш после завршувањето на изборите во Америка дечките од Велес престанаа да прават лажни вести, така? Зошто престана? Затоа што сите реклами им ги прекинаа Facebook и Google и тоа е инстант. Ви стигнува мејл, мене ми пратија имејл, јас истражував малку за некои прилози кои правев, истражував, ми пратија мејл тие дечки од Велес дека Facebook, дури и сајтови кои што не се со лажни вести, сајтови за селебритис, тие покрај политички сајтови, тие имале и различни други сајтови. Значи, тие имале сајтови за healthy food, дека авокадото лечи рак. Имале сајтови за селебритис, дека Бритни Спирс се виде на ваму или таму. Сите сајтови им се банирани. Не им се банирани сајтовите, него им се банирани рекламите. Така што тие немаат веќе интерес да прават лажни вести, затоа што тие не ги прават лажните вести као дел од пропаганда, тие ги прават за ситна пара. Така што сега и каменот и оревот е кај Facebook и Google, тие имаат апсолутна контрола врз интернет просторот под изговор на лажни вести. Тие моментално може да блокираат кој сакаат. Може да ги скинат рекламите на кого сакаат
и под изговор дека вие ширите лажни вести. Ако им ја дадеме ние граѓаните, ние корисниците на интернет, ако им ја дадеме таа дозвола добро, вие одлучите кој ќе шири лажни вести и така ќе влеземе во една блага цензура која што видовме и со Facebook, со скандалот на проведените информации, дека Оксфорд аналитика, дека ги користеле тие можности или тие информации кои што ние ги имаме за наведување од лево кон десно, или од десно кон лево. Така што ситуацијата не е наивна со лажните вести, далеку од тоа дека имаат желба да се спаси новинарството и светот и да се вакцинираме повеќе. Мислам дека треба многу внимателно да се говори кога се говори во смисла на контрола на интернетот. Тука треба многу внимателно, затоа што не би сакал да се доведеме во ситуација за да не ги контролираат и Facebook статусите кои што ги пишеме под изговор дека е лажна вест. Не знам, лажна вест ли е дека интернетот е на цел свет. Ако војникот Ирак, ирачаните го третираат како војник, не знам, овие израелците го третираат како терорист, што е лажна вест тука? Тој терорист ли е, војник ли е? И има милион примери во кои што никој не може да биде арбитар што е лажна вест. Според мен решението е во медиумската писменост, граѓаните да бидат многу покритични, независно од каде доаѓа изворот на информации. Не мора апсолутно да значи дека ако доаѓа од официјални големи медиуми, дека тоа мора да е точно. И претпоставувам дека треба да се работи на тоа. И сосема за крај, мислам дека дури лажните вести направија добра услуга на новинарството. Луѓето, бизнис заедниците, политичарите сватија колку е вредно новинарството, сватија дека треба да инвестира во добро новинарство. Тоа се случи во Америка, Джеф Безос инвестираше од тие причини во Вашингтон Пост, па го купи и некој ќе пропаднеше весникот, човекот инвестираше сопствени средства само да направи под изговор добро новинарство и мислам дека ни прават услуга. Благодарам. Весна Коловска ни доаѓа од ММС, ќе ни објасни што е тоа. Да. Весна, дали парите се мотив за лажните вести? Аз ќе свртам поинаку работата. Доаѓам многу години, сум во Канал 77 и уште во основа, меѓутоа сега преминавме на една друга платформа и практично јас сум одговорна за таа повисока платформа. Се бориме сега со овие портали за кои зборуваме, се бориме со Facebook, се бориме со Google, со се што ние сме сега во основа фрлени во некој огромен океан и се обидуваме од местото што го имавме како традиционален медиум, етаблиран, направен бренд со 27 годишно искуство, ние сега во моментот развиваме нов бренд. Сето тоа го правиме бидејќи мораме да се бориме токму со она што го имаме на пазарот. Пазарот во Македонија е нешто за што би тргнала да зборувам и прави една огромна штета на македонското новинарство, бидејќи во основа ние немаме пазар. Немаме регулиран пазар, немаме никаков пазар. Ние имаме PR, имаме компании кои што плаќаат квалитетни новинари, кои што пишуваат текстови, а од друга страна ММС мора во моментов да се бори со насловите од типот еве видете која е новата швалерка на премиерот. Или не знам, а ние ќе истражуваме, ќе одиме со стории, ќе обработуваме локална корупција што е извонредно тешко. Ќе се обидуваме да пласираме приказни. Па имаме колеги кои главно сите се додини од факултетот по новинарство, главно од Свети Кирил и Методи. Имаме и постара колега со кој што упорно се обидуваме да скратиме наслови, да бидат атрактивни наслови, бидејќи во моментов ние не можеме да се бориме со насловите од тој тип за кој што споменав, со наслов кој е сосема соодветен на текстот, одговара на она што е вистина и говорат факти и така натаму, бидејќи така не учеле на факултет. Меѓутоа, ние во моментов се бориме со некои дечки од 18 години кои што никогаш не посетувале факултет за новинарство, но имаат кликови. Имаат Facebook, земаат постови, имаат политичари кои многу сакаат да пишуваат на Facebook и го користат сето тоа за сопствена промоција, односно промоција на сопствените веб сајтови и така заработуваат. Свесни сме дека секојдневно никнуваат нови сајтови, помогнати некогаш и од агрегатори, па излегуваат на површина, но на крај што се случува? На крај страда професионалното новинарство.
Ние како ММС кога ќе излеземе на пазар и се обидуваме да заработиме преку реклами, автоматски тука не можеме бидејќи бараат кликови и ќе речат колку имате вие, колку сте на пазарот, колку е вашиот шер. Ние можеби со радиото можеме да понудиме супер резултати. Според последното истражување на Ипсос, Канал 77 изби на површина во радиото, значи прво и по слушаност, и по релевантност, и по информативна програма. Меѓутоа во основа тоа е само радио, а ние се обидуваме да направиме нешто поголем пробив во македонскиот медиумски пазар, кој го нема, пак ќе кажам. И што се случува на крај? Создаваме конфузија. Јас од моје искуство практично сега ќе зборувам, бидејќи посетуваме општини, сме разговарале со компании, тоа е нашата секојдневна работа. Ќе ви кажам два примера. Разговарам со еден градоначалник кој што доаѓа од помала општина и ми вели: па знаете, јас не знам што да ви кажам, ние сме супер, бидејќи за нас ништо лошо не пишуваат, јас ги плаќам сите портали тука кај нас локални, па дури ми бараат пари за честитки за време на празници, нели е тоа малку безобразно од нив. Значи ние што со тој човек можеме да разговараме? Значи тоа е збунет, бидејќи во основа тој така го сваќа новинарството. Треба општината да плати, не мора да биде тоа реклама, меѓутоа ќе плати на новинарите една плата за новинарот кој што работи главно тој еден или двајца, и тоа е сосема доволно. Друга една помала општина исто така ќе го обезбеди вториот новинар. Луѓето не добиваат информации за тоа како работи градоначалникот, како работи општината, дали има корупција, дали нема, бидејќи тој е обврзан да пишува добри работи, дека супер, пушти 100 метра пат и така натаму. Вториот пример ќе ви го кажам и се однесува за компанија. Упорно е рекетиран собственикот на голема компанија од портал кој што постојано си го менува домеинот, ќе биде еднаш во Америка, друг пат не знам. И првото нешто што ме прашува кога одам по информации, ми вели: не знам јас дали смеам да разговарам со вас. Бидејќи знаете, јас во моментов имам огромен проблем, фатив тројца најдобри адвокати, никако не можеме да се одбраниме, упорно пишува за мојот личен живот. И тој не размислува за неговиот бизнис, тој не размислува за тоа како да зборува за економијата. Тој во глава му е како да го среди овој проблем со тој. За него е тоа новинар исто, како и мене. Иако тоа е некој од 18 години, како што реков, кој што отвори портал, нема импресум и така натаму. Друг проблем е, ММС е членка и потписник на сите, неколку ги имаме во Македонија, на, да кажам, здруженија на етичко работење на портали. Има импресум, точно се знае кој е внатре, има контакти и се. Ние сме заедно, рамо до рамо, со некој што е без импресум, со наслови од тој тип и така натаму. Не дека сега јас се жалам дека види имаме нелојална конкуренција. Значи сите сме на пазарот, колку што можеме толку. Меѓутоа, што ги учиме луѓето? Дека треба да бидат збунети, дека може би ќе верувате, може би не, кога ќе прочитате на Facebook главно, кога ги читаат насловите, тие не се интересни, бидејќи насловот е таков, меѓутоа ќе идам на овој другиот, бидејќи види стварно зборува тука. И во основа ние создаваме публика која ниту знае да препознае што е квалитетно новинарство, ниту знае да се избори и да каже да, ова не ми треба, бидејќи мојот стандард, односно стандард на препознавање на добри квалитетни вести е малку повисок, ниту пак во основа ние имаме некаква бизнис заедница, некаков пазар кој што ќе знае да препознае добро новинарство, ќе знае да плати, ќе рече јас себе. Примерот што го каже Игор во Америка, сакам овој медиум да го имам, бидејќи тој медиум е многу важен за мене и ќе бидам општествено одговорна компанија и ќе се обидам да направам нешто за новинарството. Во основа тонеме како општество и тоа благодарение на тоа дека дозволивме и ние лично, може би тука во прашање се, пак ќе ги оправдам колегите, бидејќи нели треба нешто да се живее и така натаму. Меѓутоа дозволивме тоа граѓанско новинарство прво да избие на површина, второ тоа граѓанско новинарство донесе многу други негативни работи и на крај научивме публиката дека ние нема да се задоволиме со тоа дека се задоволуваме со тоа што ќе прочитаме еден наслов. Еден пример ќе кажам, најновиот случај со пратениците, изјавата вчера на председателот на Собранието Џефери, па добро, ќе ги пуштиме да копаат по контейнери. Да бевме некое новинарство, вклучувајќи си и себе, ние ќе истражавме колку
претеници во минатото навистина почнале да копаат по контейнери, каде завршиле со нивната кариера, ето тоа го немаме. И сега дека имаме така малку мрзливо новинарство, па не знам сега, нели, ќе објавиме што кажал Џафери, тоа ќе биде прва вест, ама ништо повеќе од таа прва вест. Нема ништо да направиме. На крај ќе читаме вести за протоколот кој што има внатре вирусот на СИДА и ќе се плашиме од портокалите, нема да ги купуваме, ама ништо нема да направиме, бидејќи новинарството ни е тоа, нели? Протоколот е тој кој што пренесува вирус на СИДА, мислам до таму дојдовме. Ова вака пластично го објаснувам, чисто за да ви кажам во пракса што се случува и со што ние секојдневно се соочуваме и што мислам дека на крај професионалните стандарди ги сведовме на некој долен минимум, од кој ми се чини дека допрева од прво деление таму од градинка треба да почнеме да го издигнуваме па нагоре. Добро, ама да сепак постојат некои скромни нели обиди да се одржува колку толку некои да се одржуваат некои стандарди во новинарството. Зборувам за некои сосема мали одблесоци, еве да кажем, во новинарството, од типот на сервиси кои што нели обработуваат истражувачки центри. Сепак нели има надеж. Да, далеко од тоа дека нема надеж. Јас зборував за моменталната состојба, инаку фактот дека се уште работиме истражувачки истории, дека се уште се занимаваме со проекти кои што во основа имаат истражување на корупција и нешто што е наатрактивно во моментов да се работи, тоа значи дека далеку сме од тоа, дека сме загубиле. Впрочем и ние зашто сме се школувале, зашто сме станале новинари. Например, јас имам 27 годишно искуство, Иван има многу повеќе, уште сме тука. Само по себе зборува дека не сме изгубиле желбата, идејата дека новинарството е нешто повеќе од тоа што сега го имаме во моментов. Јас пак ќе повикам, значи зависи од нас колку ние ќе се обидеме да направиме нешто повеќе и колку оние тела што ги спомена професорката ќе бидат на ниво на својата улога. Јас сепак мислам дека тие тела не само што треба да се реструктурираат, туку треба и да си размислат малку што работат во моментов, тој тип на канцелариско придражување на, па знаете, ние имаме ваков статут. Да, окей, ама статутот не е Библија. Статутот е нешто што треба постојано да го адаптирате спрема условите во кои што работите. Новинарството и воопшто јавниот живот е толку, да кажам, менлива категорија, без оглед стандардите постојат, меѓутоа тоа не е нешто што е оче наш и ние, знаете, тука застанавме. Не, секогаш треба да одиме според тоа што ни треба. Ете, тоа е нешто што бара реформирање. Јас само дали може малку жаки, да не биде еден по еден вакцина, ќе се изслушам сите. 94 година, кога падна комунизмот и ние имавме новинарите од Штип, правивме стални средби со колегите од Благоевград, од Бугарија. Одеме у Бугарија, седнуваме пред профсојузот, тоа е синдикатите нивни, во еден кафич, пиеме кафе и прашуваме како вие сега работите во новите услови, кога имаме капитализам, меѓу другото и во медиумите, и што е вашиот основен предизвик? Сите новинари у Бугарија стануваат со првата зора, фрлат поглед низ прозорецот. Ако долу нема мртов човек, ние овој ден немаме што да соопштиме на нашите редакции. Мислам дека, да не кажам дека и денеска го имаме тој синдром. Јас само што ќе кажам, јас сум најстар новинар, но на моите млади колеги тука во градот им најчесто забележувам премногу им се ограничени изворите на информација. Тоа е кабинетот на градоначалникот, здравни дом ако има некој повреден, болен, не знам, тоа е полицијата ако некој има приведен и судот. Штип е идеално поделен град. Десната страна на Брегалница е нашето стопанство кој ги праве парите кои ние сите тука ги трошиме. Таму никој не оде, никој не истражува. Јас сум единиот кој 2 пати у неделата тоа ми става, морам да идам у некоја фирма да ги прашам како работи. Они викат, чекай бе, тебе кој ќе те снеме Иван, кој ќе доваѓа тука, кој ќе не прашува. Значи, малку сакам да кажам дека и вина има и кај нас, и дека ние премногу си го стеснивме просторот, а луѓето сакат да слушнат и такви вести. Дали една фабрика ќе се развие, ќе приме нови 100 работника, што е исклучително значено за кај нас. Мислам. Со оглед на тоа што последно време посебно, мислам, истражувачките истории се фокусирани на
функционерите, на тоа како тие работат и дали има, да кажеме, корупција кај нив. Ке повикам Розета Трајан да каже не само во однос на тоа нели што они работат и како работат, бидејќи нели новинарите многу ја критикуваа бидејќи нема членови, не е доекипирана, меѓутоа ќе повикам и да каже од другата страна какво е нивното искуство со новинарите од аспект на тоа колку тие ја критикувале неаргументирано антикорупцијската комисија. Ви благодарам за поканата и мислам дека имате прекрасен спој направено во смисла на моќта на медиумите и нивната улога и значење versus корупцијата. А особено за човек кој што доаѓа од Државната комисија за спречување на корупција, мислам дека најголем партнер во борбата против корупција, бидејќи сме превентивно тело, е токму јавноста, новинарите, граѓанските активисти, невладините организации. Не толку одамна уште се покажа дека јавноста и новинарите и медиумите всушност се будното око во нашето општество и открија голем корупцијски скандал во самата антикорупцијска комисија. За жал, низ годините, антикорупцијската комисија, поради лични суети на тие кои што биле на врвот на менеджментот, одлучувале да споделуваат со новинарите селективни информации и со тоа јавноста да не биде известена, а од друга страна да не ја направи институцијата одговорна и транспарентна, што по дефиниција како тело треба и да биде. Во ситуацијата во која што се наоѓаме сега на нефункционалност, тоа ни укажа на тоа дека законодавецот секогаш остава недоречености, но и нуди решенја кои што не се толку практични за примена. Додека го чекаме донесувањето на новиот закон, кој што впрочем може би денес да се случи, ќе видиме што и како ќе биде во новото законско решение. Она што е фундамент е тоа дека во борбата со корупција, значи кој што е тема или состојба која што секогаш ќе буди интерес, новинарите или медиумите се тие кои што помагаат во оваа борба. Бидејќи и по согласно сегашниот закон, но и сите меѓународни стандарди за да отворите еден предмет каде што има корупција или наводи за корупција или пак судирни интереси, исто така тоа може да биде и за некој надпис од некој медиум. И по тие, значи надписи од медиуми или направени истражувачки истории, може да биде отворен предмет и потоа Државната комисија за спречување на корупција да постапува. Информациите кои што биле во главно бавени од нашата институција биле согласно Законот за слободен пристап до информации за јавен карактер и за жал во ово време на отсуство на комисијата ние како секретаријат сме хендикепирани да доставуваме јавно достапни информации како што се со имотната состојба на сите избрани именувани лица. Бидејќи тие што се актуелни, доставиле податоци до Државната комисија, тие се јавно објавени на нашата веб страна. Меѓутоа имаме тука една друга аномалија, која што ни кажува на тоа за сите претходни функционери, вие немате увид во нивната имотна состојба. Значи, со престанокот на мандат, согласно законската регулатива или постечкото за законско решение, нивните податоци се тргаат. Меѓутоа, за секој што е новинар, секој кој што е истражувач, кога прави историја, потребно е да има еден историски преглед, значи, на имотната состојба на одредено лице. За да добиете информација од Државната комисија за спречување на корупција, вие треба да се повикате на Законот за слободен пристап на информација од јавен карактер и често пати во минатото, ни од праксата можам слободно да ви го кажам, беше селективно одлучувано во смисла на тоа како се толкува која информација е јавна, иако во законот се знае што е точно информација од јавен карактер. Па често пати вашите колеги не ги добива потребните информации, ниту пак анкетните листови на актуелни функционери од највисок ранг во нашата држава. Новото законско решение тоа ќе го овозможи во смисла на тоа и службениците или службеникот кој што ја поседува таа информација е јавно достапна, а не е во колизија со Законот за заштита на личните податоци да бидат доставени. Со тоа што сумарно кажано, во сите антикорупцијски тела, во сите земји во регионот, во рамки на Европска унија, меѓународни рамки, медиумите, секогаш се партнер на овие тела во борбата со корупција и судирот на интереси.
Во изминатиот период честопати бевме сведоци на бомбастични вести за корупцијски скандали, за доделување на државни помоши, грандови, за констатиран медиумски судир на интерес на одредени функционери, без при тоа да имаме релевантно истражување во смисла на тоа дали согласно законската регулатива на вистина таа состојба е, например, состојба на судирен интерес, бидејќи перцепираниот судирен интерес е различен од тоа што е реален или пак потенцијален судирен интерес. Сето тоа треба да биде нели во соработка меѓу новинарите, медиумите или сите други кои што се занимаваат со ова проблематика, но од друга страна да се добие експертиза и релевантно мислење од страна на лицата кои што ја познаваат таа област. Затоа често пати веќе во медиумите ќе му биде некому пресудено или ќе биде начината тема за која што поради несоработката со Државната комисија за спречување на корупција, тој проблем или тоа прашање нечесто и ќе биде одговорено на најтранспарентен и најпрофесионален начин. Бидејќи некогаш и некои експерти кои што се јавуваат во јавност, они ќе го кажат своето видување. Официјален став треба да биде став на институцијата која што согласно закон ја има обврската и надлежноста да дава мислење за по конкретна ситуација или конкретна состојба. И јас лично и во овој период дека сме сами како секретаријат, сите новинари кои што се обратиле до наша адреса, кои што согласно нашиот закон, можеме и нашиот деловник за работа работиме, сме ги дали информациите, но често пати се соочуваме за тоа да имаме и дадени точни податоци, меѓутоа тие да не бидат на една сериозна истражувачка добра основа и потоа обработени. И знаете, ки испане како на народната, не можете да ги ловите и да ги казнувате функционерите, ќе бидат секогаш виновни работниците или службениците кои што се во институциите и во органите. Патот во борбата со корупција е пат кој што треба да има еден пристап во кој што се вклучени сите општествени чинители и мислам дека оваа тема е тема која што не само од наш аспект како Државна комисија за спречување на корупција ќе треба конечно да ја третираме на вистинскиот и професионалниот начин, туку и во соработка ви велам со сите останати, вклучувајќи и вас новинарите и медиумите и невладините организации, на поагресивен начин тоа да го направиме, бидејќи нашето општество, нашата држава е заглушена од оваа негативна појава, која што не само ни штети нас во секојдневното живење, исто така и влие врз идните генерации, што пак од друга страна представува сериозна закана за почитување на човековите права, но исто така и владењето на правото во нашата држава. Благодарам, Розета. Би сакала да запрашам и професорката Јасна, колку сметате дека во наставните планови треба да се воведат предмети, да кажеме, медиумска писменост, со цел да се описменат и студентите во тој процес на подготовка, нели, пред да запливаат во новинарските води? Па да, јас сум дел од тие проекти, знаеш, Клина, за медиумска писменост. Да, сметам, ама не на факултет, е прекасно. Медиумската писменост се имплементира од 5 годишна возраст и за формално образование се врзува за основно образование, а за сите други е дел од неформалното образование, зашто е една од компетенциите на Европската Унија, кој што, например, дигиталната писменост, тоа е најсовремениот поим за медиумска писменост, која што треба како неформално и доживотно учење, целоживотно. Како ќе се појави некој нов медиум, треба низ форми на неформално образование и возрастните да се едуцираат, да се стекнуваат и со вештини за работа, но и со критички став. Еве во Србија во основно образование веќе имаме програмирање, ние каскаме, но на широко се збори од невладините организации, веќе гледаме и реагира и Бирото за образование и мислам дека ќе се стори нешто на тој план. Јас сакам само малку да се надоврзам на дискусијата на Игор Стојанов. Јас се согласувам со неговите констатации за предимензионираноста на фейк ньюс. Лично сум против тоа. На секој период си носи некој таков термин кој што е премногу девалвиран. Пред 2-3 години, ако памтите, беше спин.
Сега фейк нюс е малку предимензионирано, пак е проблем на политичка пропаганда и се согласувам дека и викањето на собственикот на Facebook во Америчкиот конгрес беше политички театар. Американците имаат долга традиција во однос на таквите манипулации. Тие во Втора светска војна оформија една агенција за заштита на пропагандата која што доаѓаше во Европа и таа агенција филтрираше сите информации кои што доаѓаа. Меѓутоа, лажна вест не е само политичка вест. Лажна вест е и дека Ким Кардашјан е толку многу убава и незиниот задник од 100 кила стои така високо поставен, или дека ангелите на Викторија Секрет се такви ангели, а не се ако ги сретнете во Њу Јорк на улица, меѓутоа поради нив многу девојчиња умираат од анорексија. Значи тоа се социопатолошки појави кои што ги прават онлайн медиумите. И ние треба малку поодговорно да се тргнеме, ние сме политички многу и сензивизирано општество и ги гледаме, работите само низ доменот на политика. Но ние треба, и тука е најголем борбен механизам е токму медиумската писменост. Мора подитно нашето општество да се мобилизира за имплементација на ова и тоа во основно образование, јасна сум тука. Исто така сакам со Весна, ти рече има случаи на новинарство, да, меѓутоа тие не се системски производи, тоа се поединечни ентузијастички новинари. Проблемот овој за онлайн медиумите е глобален, но што се однесува за неквалитетот на новинарството, тоа е локален проблем. Ние во Македонија имаме медиуми со многу низок интегритет. Интегритетот е мерлива категорија. Например, вие ако отворите Економист, или Financial Times, или New York Times, тие се вестници кои што веќе личат на научни списанија. Не се, значи толку се подигнати критериумите за да конвенционалното новинарство конкурира на целиот овој мес и неред и нелојална конкуренција, тоа ги подига критериумите. За жал во Македонија се спуштаат критериумите на конвенционалното новинарство. Имаме таму многу неписменост меѓу новинарите, многу неодговорност исто така, сензационализам. Па ние медиуми немаме и со собствена продукција. Ние ако го мериме интегритетот, ние немаме емисии за екологија, за евроинтеграција, за владење на право, се е музика, све е дебатни емисии. Чомски вели, дебатните емисии ви се најголема закана на демократијата. Тројца можете да викнете тука кои што вас ви се допаѓаат и се едни исти луѓе гледаме. И тоа е низок интегритет. И тука треба да работиме. И да, тука треба да се активираат новинарските здруженија, не само да земаат пари за европски проекти, тука тие треба да ги имплементираат проектите, а и нашите државни институции, више кога се потрошени пари таму, треба да ги консултираат невладините организации. И тука треба работа. Чомски вели едно друго, да е добра демократијата, да може да промени нешто, таа веднаш би била укината. Затоа што нема да ја одговара на некој што. На едно филозофско и антрополошко рамниште се согласувам. Има. Ја би додала нешто со нашето соседство во Србија околу нискиот интегритет на медиумите и нискиот степен на тоа како известуваме. Не знам дали следовте, пред неполн месец имаше една интересна дебата околу известувањето од протести. Една млада 20-годишна новинарка, супер изгледа као манекенка, и ја ставиле да известува за Студио Б. И она вика, во незиното известување од 2 минути имаше, ми се чини, некои 10 погрешни факти, лажни вести, и зедоа овие постари новинари да анализираат кои беа лажните факти, односно вести што ги пренесе девојката, новинарката. И потоа таа се правда, че ме знаете, јас имам само 20 години, што очекувате дека јас нешто ќе знам. И овие повикаа уредничката, која во тој момент го водеше дневникот и ја вклучи во живо и ја прозва. Во смисла на тоа дека уредничката беше тука за да те исправи. Да не вика дека се тоа група од неколку десетина луѓе, туку станува збор за огромен протест, тоа беше првиот факт кој што таа не го кажа. После кажа, па имаше некој чошкање, па после тоа се смени, а всушност дошло до инцидент. Значи, таа не информираше за инцидентот кој што се случил, а потоа излезе дека тоа од големи размери со вмешување на политичари и така натаму. Меѓутоа, што направија нашите колеги од Србија, оние повозрастните, оние поискусните, седна и го обработија тоа и кажа, каде сгреши, не знам сега ќе ја речем Оливера, мислам дека се викаше, и направија еден текст во кој што тие ги назначија сите тие работи кои што пропуштила да ги кажа, всушност се случиле на терен, бидејќи голем дел од тие новинари биле на лице место.
Ние тоа да го направиме, ќе биде дека ние се пресметуваме медиум со медиум, дека имаме некаква позадина, дури се случува кога најревносно онака ќе си ги испитаме фактите, па дури кога ќе објавиме истражувачка историја, да имаме коментар одоздола од нашата публика која ќе пише ајде бе, вие сте соросоиди и така натаму. Значи, етикетирањето не престанува. Имаме луѓе кои што се апсолутно инструирани, политички заведени, ќе ги речам, нема да кажам ништо повеќе од таа карактеристика, кои што во име на некој, не во име, во свое име всушност, тие се убедени дека е тоа така, веруваат дека ние пишуваме во име на некој и нешто. Значи не веруваат во фактите кои што ги пласираш, дури кога ќе објавиш документи, пак не веруваат ниту на документите. Можеби јас ќе го земам листот од антикорупцијска. Не сум сигурна дека на тоа би ми верувале. Сакам да кажам, нивото на сензитивност во општеството за жал е на ниво кој што во моментов во Србија го се случува и е ongoing, како што велат. Тоа нешто не овде го немаме. Барем и да го имаме, ќе биде со една огромна етикета дека сме вакви или такви. Сакам да ве прашам како новинари, со колку е феноменот на лажни вести присутен, да кажем, еве во Штип, во околината, бидејќи се јас сме во Штип. И кој мислите дека е извезот од оваа состојба? Дали е тоа, како што кажува професорката Јасна, медиумската писменост, нели да биде уште од мали нозе воведено? Дали е некоја друга форма ЗНМ, Иван, не знам. Кој е лекот од тоа? Значи, прво да ми кажете колку е присутен лажни вести, туку може би повеќе полуинформации, дезинформации, без разлика како да го именуваме, да. Мислам дека лажните вести може би најмногу ги има во време на избори, барем кај нас ги имаше, ако памтите. И тоа ја очекував дека ќе биде малку пожестоко на последната кампања, па излезе дека не, тие се бранеа малку со Google Ads и тие работи. Така ми се дека поминат. Неиспитани вести, пласирање на вести кои што доаѓаат од Facebook, например, ке се на некој ќе напише, абе тоа се случило. Еве јас ќе го кажам еден пример, имавме смртна родилка во Свети Николе, имаше еден куп шпекулации. Никогаш не разбравме всушност од што почина родилката. Немавме официјални, мислам, требаше некои 3 месеци упорно прашувавме докаде, мислам, 3 месеци се работеше на обдукцијски наводи. Така барем информира, но сакам да кажам дека престанува интересот многу брзо, барем тоа е мој впечаток, дека се откажуваме многу брзо од тоа нешто да изведеме на површина и да кажеме тоа е така, и дозволуваме тој тип на новинарство со пласман на Facebook информации се го прави своето. Да, медиска писменост е нешто што апсолутно треба и се сложувам дека треба уште од ранено за тоа да го знаат. Во најмала рака тие основни назнаки, кои сајтови, кои медиуми, каде треба да се верува, што да се погледне, на што да се внимава. И мислам дека има средношколците, барем засега благодарение на овие начини на будење, да кажем, кон медиска писменост, почнуваат да забележуваат работи. Барем од она што еве сум работела на тема медиска писменост, имам еден проект во моментот, знам дека почнуваат да ги забележуваат овие работи. Не е безнадежно, далеко од тоа, ама треба да се работи. Да. Во контекст на ова и на подобрувањето на состојбите пред се на квалитетот и интегритетот на медиумите и квалитетното новинарство, многу е битно контурирањето на медиумскиот систем. Како институционално, правно и секако. Се диференцираат два типа на медиумски системи, едниот е европскиот, другиот е американскиот, кој што го следат два модела на глобално ниво. Ние припаѓаме според политичка култура и политичка традиција на европскиот тип на медиумски систем, каде што главна одлика е постоење на силен, јавен радиодифузен сервис. Тоа беше македонската телевизија. Сите земји од југоисточна Европа, после промените, успеава да ги преструктурираат јавните сервиси. Многу е битен. Зашто, ќе кажам сега. Пред некој ден гледав на српската телевизија, имаше членови на Евровизија дојдени со пофалби за српската телевизија во однос на продукцијата, кадровската опременост и така натаму. Ние знаеме кога се самостои Македонија, сите овие приватни телевизии ги собраа новинарите од македонската телевизија. Тие беа основачи на новите медиуми. 27 години не се подигна јавниот сервис
затоа што тоа треба да биде кадровска база, треба да биде база која што ќе продуцира стандарди за сите други медиуми во однос на општествена одговорност. Видете го спортот за Србија. Едно дете дало гол во Крагуевац, се прави получасовен прилог на јавниот сервис за како мотивационен систем. Ние тоа го немаме. Ние 27 години не го подигнавме јавниот сервис на носе. И како телевизија, и како радио, а особено побитно во нечитачко општество. Ние немаме, гледате, пропадна печатените медиуми, немаме некритичка и нечитачка публика. Македонската телерадио телевизија беше еден од столбовите на општеството, кое што гледаме какво е нивото, никако да се поправи тоа. Јас само велики за МРТВ збор, јас бев 4 години член на Советот и бев председател на програмската комисија на МРТВ. И молам, ќе кажам 2006-2010. Да, во новото време, да. Во толку ли сум стар? Да, стар сум. И можам да ви кажам... Сакам да кажам после осамостојување. Да, сега беше пред 10 години и можам да ви кажам дека македонската телевизија има само едно решение за да може да стане јавен сервис не од типот на хрватската, на српската, на хрватскиот јавен сервис, бидејќи тој е и најдобар во Југоисточна Европа, затоа што српската е на Вучич не смеат да му постават. Да, сега веќе исколектизирана, тој е друг. Веќе не е добро, не е добро. И само еден, на сите отказни решенија у рок од 24 сата се останува без работа, у рок од наредните 48 сата да се одново избере целосна екипа, начело со генералниот директор, да се изберат професионалци. Не луѓе кои ќе одработат сега за оваа власт, кои ќе одработат, знаете, јавниот сервис на сите граѓани на Република Македонија, бидејќи тоа што таму го видов, тоа не дава тронка надеж дека во тоа време што го видов, дека јавниот сервис било кога може да биде, ако не се направи еден таков рез, а таков рез се направено, мислам дека и у хрватската телевизија и у хрватските синдикати, дека е дадено на 24 сата на сите отказни решенија. Нормално тоа процес се претходно подготвува, се знае кои ќе бидат примени, а инаку ние апсолутно се согласувам дека јавниот сервис е еден од најголемите виновници за оваа состојба. И не е, мислам, не е според европскиот модел. BBC е јавен сервис. Ја замислите кој ги канте BBC. Јас имам една работа сакам да доловам овде. Истражителите на новинари Исток направи едно истражување, Игор може да ни каже малку повеќе за тоа, што покаже дека уствари немаме ниту еден нови Да, сега не ги немам бројките. Тоа истражување го правевме со Бојаджиски и со Тони. Да, МРТ има околу 827 вработени, од кои што ниту еден во Источна Македонија. Значи, кога зборам Источна Македонија, зборам лево од реката Вардар. Имаат Југоисточна, од Гевгелија до Кумановица. Целосна, значи пола држава. У пола држава немаат ниту еден новинар МРТ. Имаат, ми се чини, 60-70 возила, не знам, точната бројка не ја знам, го има истражувањето, го поставивме на сајтот на ЗНМ, нема ниту едно возило во Источна Македонија. Имаат имаат простории кои што се во нивна собственост во Штип и во Струмица, кои што не ги користат, во Штип е ресторан, во Струмица е напуштен објект. Тоа е драгоценна инфраструктура, така? Значи имаат во однос на публика имаат околу 400.000 граѓани кои што плаќаат на МРТ, а кои што не добиваат новинар да известува за нивните проблеми, да известува за нешто во Делчево, нешто во Пекчево, нешто во Штип. Локални проблеми, актуелни на централно ниво. Значи не се само бомбите или не знам што приказна во Македонија. Да. Тоа е покрај МРТ за Источна Македонија истражувавме и МИА, состојбата е многу слична, тие имаат двајца новинари, мислам, во Источна Македонија. Информативната агенција? Да, пошто и таа е во државна собственост, ја плаќаат граѓаните, а известуваат само со Скопје.
Тоа е апсолутно проблем, ја спомнавте, Марата, за мене решение се и community media како вашето радио или нашето радио. Апсолутно. Тоа е нешто на кое што не се посветува внимание, тоа според дефиниција или според теорија би требало да бидат најобјективните медиуми, затоа што не зависат од политика, не зависат од политички притисоци, не зависат од реклами, не мора да се борат на просторот, имаат цел и интерес да застапуваат интерес само на одредени групи. Например, нашето радио универзитетското има цел интерес да ги застапува интересите на студентите. И младинското информирање. Да, и тоа тие се тие кои што не плаќаат, ние треба да застапуваме нивните интереси, не интересираат ни политика, ни партии, ни реклами, така ние сме ослободени од тој притисок. Предпоставувам дека долги години во Македонија не се работеше на создавање на здрави community медија или медиуми на заедниците кои што би работеле на донаторска основа, на филантропска основа, кои што би можеле да ги ослободиме од политичките влијанија, ако веќе сакаме на некој начин се не ова во фейк ньюс темата, меѓутоа Ама за баланс е многу битно. Да, апсолутно да има медиуми кои што ќе застапуваат одредени интереси без при тоа да мислат дали некој ќе ми го купи тоа. Затоа што медиумите известуваат за задникот на Кардашијан заради тоа што тоа продава. Тоа им ги носи парите. И нив само тоа ги интересира, ја ги разбирам, например, ние на радио правиме радио дебата. Кој тоа ќе ти го прави комерцијален медиум? Кои ќе слушаат са типол радио дебата? При тоа треба да продаде некој спонзор, никој нема да ви го купи тоа. И ќе има 50 луѓе што ќе сакаат да слушнат радио дебата. Можеби ако ја правите една година ќе се створат 100-200 луѓе кои што ќе речат ова е добар производ, ќе го слушам. Ама од друга страна, нели, не може тоа комерцијалните медиуми, тој луксус не може да си отозволат. Имаме представник од овој записничното уште во лошото комунистичко време, да ни каже само колку луѓе имаше записничто како да се Добро, јас бев еден период таму 10-на години, мислам дека времето останато таму околу 50-те години не е помртнато. Бојата Бојаджиски беше таму член на некоја комисија, така ли беше бе? Помртава и Совет. И оно што се увели тогаш. 10 години тоа беше за мене, мислам, како да кажам, мачење, никаква организација внатре и сега да ми излезе дека само фрламе по нив овака атакуваме. Имаше филми... колку За Матео. записничното на Матео и други записничто на државните телевизии во Ошти? Колку? Луѓе тоа беше определено само Па имаше во Кочани, имаше во... Секој град имаше. Од секој град И имаше. Беро Брашновски беше. Се ниеден човек. Се нема ниеден. Нема логика. Тоа е нешто, јас беше за последно. Он е од времето кога се почнуваше полека да се пределува на кај нема. Вие го прашувате Ангел многу млад за таа работа. Од Делчев до Крива Паланка до Кратово имаш секој град си имаше и Кратово имаше свој дописник до Македонија. Да го поканиме само колегата Тони Михаилов, тој е председател на Сдружение на новинари Исток. Да ни каже од негово искуство, има ли лажни вести во Истокот? Истокот, баш и медиумите, барем оние традиционални медиуми, тоа се две регионални телевизии, односно три заедно со Кочанската и со Канал 77 го сметаме ние уште како наш тука источник кој на државно ниво. Нема баш некоја продукција, ама ја мислам дека тоа е затоа што традиционалните медиуми, барем овде на Истокот, а и не се тие најголемите кои што продуцираат лажни вести, како и во државата. Ја би го говорил тоа и од аспект на тоа што го има Сдружение на новинари како став, барем во поглед на оние кои што се за мене најголемите објавувачи на лажни вести, порталите, кои што не се дефинирани и не знаеме кој стои зад нив. Тие најлесно ги продуцираат тие лажни вести. Тоа е едната работа кога станува збор за лажните вести, а другата е дека имавме ни големи медиуми, условно наречено национални, кои што можеби најмногу во Македонија ги продуцира лажните вести или не класични лажни вести, но манипулација со информациите. И сето тоа е последица на влијанието на политичките партии, дали на партиите, дали на власт. Значи, имавме толку многу продуцирање на вести кои што беа во интерес на политичките партии, независно дали
биле во борба за да дојдат на власт, независно дали станува збор за власта која што им даваше пари. Така да, тие две страни се според мене во врска со лажните вести и алатки кои што би требало во иднина да спречат да ги имаме толку многу и штетните последици од нив. Прво, политиката, односно власта, да запре тоа финансирање на медиумите од државни средства, затоа што тогаш ќе нема можности да се бара нешто да бидат половина вести нарачани од штаб или од било која политичка партија. И второ, јас тука имам спротивен став со поранешниот претседател на ЗНМ Насер Селмани, кој што смета дека и со Игор, кој што сметаат дека не треба да се регулираат порталите, не треба да се под контрола, било каква контрола. Се согласувам до некаде, да, бидејќи тие се, ама ние веројатно ние мислиме дека тие се едно место кај што може послободно да се говори и да се пишува. Ама тоа е, кај нас уште не сме подготвени за да слободно пишуваме и да не злоупотребуваме, посебно кога не знаеме кој стои за тој портал. И лесно се пишува тогаш. Ставот на ЗНМ и на Игор е дека не треба да се регулираат. Јас мислам дека во најмала рака, најмалку се треба да стои импресум и да се знае кој е тој кој што јас после треба да го барам, да го тужам, да реагирам кај него. Вака е борба со ветерници. Иако Игор ќе каже може да тужиш и вака може да се најде. Ама барањето е многу покомплицирано кога некој ќе бара каде е регистриран, што е регистриран, па слободен простор и интернетот. И баш заради тоа се најголеми, мислам затоа што најголем дел од лажните вести кај нас за жал се поврзани со создавање на слика која што одговара на одредена политичка опција. Во моментот во Македонија опозицијата сака да представи се црно. Нормално од кои причини, тоа е јасно. Пред некој ден имавме една информација која што беше пренесена и напишано дека во Србија или во Нови Сад, не во Австрија, во Виена, србин, односно албанец нападнал србинка. А не пишуваат дека тие биле во брак. Ама важно дека беше дека албанец нападнал србинка. Пренесено наслов, мислам дали беше во вечер, дали во Курир, не сум сигурен, пренесено. И сега тоа е опасноста, значи злоупотреба на сите тие податоци и мислам дека за жал најмногу виновни за тие такви информации, такви манипулации се политичките партии кои што така делуваат. И јас мислам дека ЗНМ па и сите други тела и асоциации на новинари треба да се залагаат барем за минимален степен на контрола, на регулација на порталите. Бидејќи, и тоа не е од аспект тоа дали медиумскиот пазар или нешто слично. Не може секој да пишува што сака. И мислам дека алатки кои што се важни, прва работа е оно што го работеше сервис за проверка на факти во медиумите, мислам дека беше и сега критинг, мислам дека работат, критичко мислење, да, анализирање на текстови и убаво да се објасни каде е грешката, што е грешката. Ама тоа да го објавуваат и овие поголемите медиуми, за да луѓето видат што се случува. Бидејќи најголем дел од луѓето за жал кај нас се поделени и очекуваат информација која што им треба. Како што на времето без критичко гледање прифаќа се што ќе каже Сител дека е вистина за нив, истите тие сега од Алфа гледа, Сител не им одговара. Значи поделени луѓето. Во Скопје имаше скоро овој проект за медиумска писменост што го работи НИМ, заедно со уште некои организации. Имаше едно прашање од представник на агенција, поранешен Совет за радиодифузија, кај подржав наслов. И вели, мислам дека треба да се насочиме, досега вложувавме во новинарите да ги обучуваме како да пишуваат, да не пишуваат лажни вести, како да пишуваат објективно и така натаму, медиумски писмено. И вели сега треба да се насочиме кон публиката, не да ја обучуваме како да препознава. Јас се согласувам со тоа. Ами имам едно друго мислење дека може би малку треба обука на собствениците на медиуми да знаат како да ангажираат новинари, кадар, бидејќи таму лежи на некој начин проблемот. Во поглед на тоа како се презентираат тие информации. Така да моje мислење барем во поглед на лажните вести, на вистина апсолутно мора да има за мене контрола на порталите, во најмала рака барем јасно и гласно и читко да е напишано кој стои за тој портал. И така би може да се намалат сите тие. Морам само да кажам два збора. Ја како прво не верувам концептот премногу слобода, тоа за мене не постои премногу слобода, како што не постои премногу демократија. Ако некој ја злоупотребува слободата, ќе ја злоупотреби регулацијата.
ако сакате така да одиме у таа насока, ако уведеме регулација, зошто веруваме дека некој нема да злоупотреби таа регулација и да рече УГД е медиум и ние се УГД ќе го регулираме, сајтот на УГД ќе го регулираме, или не знам, сега карикирам со, на Винчини, на Роса сајтот ќе го регулираме, не може да пишува тоа и тоа. Тоа од една страна. Од друга страна, ако некој медиум онлайн прави пропаганда, курир, тој зема пари, тој мора за пари да го прави тоа, од љубов никој не го прави. Ако зема пари, тие пари мора да легнуваат на нечија сметка. Ако легнуваат на нечија сметка, веќе знаеме кој е собственик, така? Знаеме кој е регистриран, знаеме кој каде одат тие пари, знаеме кој да тужиме. Нема потреба да му налагаме да пишува кој е собственик или било што. Прво, и филозофски и етички е некоректно да регулирате интернет простор, затоа што тоа не е ваш простор. Етерот се регулира затоа што етерот е на граѓаните. Вие за да стигне сигналот од радио до вашиот дом, минува низ нешто што го викаме етер, а тоа е на граѓаните. Правно филозофски не може да регулирате нешто што не е ваш. Интернет просторот не е на граѓаните, тој доаѓа преку кабел, или не знам, доаѓа преку сателити, или не знам, на некој друг начин кој што... И од друга страна, ако вие регистрирате вебсайт кој што е во Бугарија, како Македонија ќе го регулира? Ако сакате да правите фейк ньюс од Бугарија. И плюс треба да има предвид дека најголем дел од младите денес се информираат преку англиски јазик, така што невозможно е да регулирате некој јутјубер од Америка кој што шири лажни вести за вакцинација или дека земјата е рамна. Кој што исто така прави подеднаква штета како ВМРО-СДС. Зависи што сваќаш под регулација. Ако сваќаш под регулација дека некој ќе му рече тоа не го пишува или тоа не го пишува, се согласувам и тоа не треба никој да го прави. Ама ако е регулација дека треба да знам на полесен начин кој одговара и да има одговорност за тоа што ќе го напише, дека тука треба да гледаме. Ако зема пари се знае. Значи има едно нешто и се вика јавен простор или јавно добро. Значи имаме не случајно стои напред нешто јавно. Значи се што е врзано со јавно, тоа подразбира, значи имаме етерот е јавно добро. Медиумите исто така потпаѓаат по таа некоја категорија и токму поради тоа зборуваме за регулација на електронски медиуми, имаме закон за тоа. Интернетот да е неограничен простор, меѓутоа јас се сложувам дека во најмала рака, бидејќи јас се наоѓам во ситуација да одговарам, тој што е мој конкурент на пазар, треба да знам кој е. Само заради тоа, ништо повеќе. Ако зема пари се знае. Не, па зашто да јас да одам по трагата на парите? Треба да знам кој е тој кој што објавува јавно. Весна, извини, само како дилема. Дали ми е потребна листа, да кажеме, која што ќе биде јавно објавена, на кредибилни медиуми? Нели, медиуми на кои можеш да им веруваш. Дали е потребно да се регистрираме како... Тогаш важи законот за медиуми, ако се да. Зборувам како некоја излезе и анализа од Советна Европа за некоја мека регулација. Има различни начини да ги наречам меки мерки кои што би можела да го прават. Например, Советна етика, ако може да каже најодговорни медиуми оваа година беа тие. Сега ова е малку, да кажам, претерано што го зборувам. Меѓутоа, има начини да го направиме тоа. Имаме начин да ги пофалиме во јавност тие што работеле добро, почитувале правила. И така се гради едно добро општество. Тоа е само регулаторен модел. Тоа е тоа. Значи, ако веќе се доделуваат некакви признанија, нека бидат тоа на луѓе кои што направиле нешто за јавно добро, направиле нешто за граѓаните, ја подигнале свеста, направиле емисија за екологија, па сега сите ја гледаат, па децата научиле дека не треба да ги фрлаат отпадоците надвор. И така натаму. Значи, имаме начини, само ние никако да научиме да ги користиме, а тоа ги учиме децата од градинка како треба да прават. А зашто ние не го правиме тоа? Тоа се начини, а не да им ја дадеме моките на државата и сега затворете некој да вие сака да регулира, тоа е факт. Сами прво ќе приграби регулаторот тоа да го направи. Може би затоа што имавме многу години у кои можеби ако те прашат прво што би направил медиумите, би затворил 2-3. Значи, тоа чувство сум го имал 10 години, можеби. Можеби за тоа и така размислуваме. За жал, уништени се медиумите како медиуми, па уништени се и како медиуми, уствари зависни од извори кои што можат да им налагаат колку и какви вести да емитуваат, така да ние имаме многу работа за да дојдеме до нормално новинарство. Во Македонија уште немаме нормално новинарство, за жал, според мене.
И независно, ја и Игор се расправаме постојано на оваа тема и тоа жестоко, јас уште сум за тоа минимална барем регулација да знам да пише таму импресум, тој стои за тој е главен уредник на тој портал. Ако сака да си пишува во тој простор кој што е филозофски како и да е слободен, нека пишува како Тони Михилов или како Игор Стојанов. Не како не знам, Република, Курир, Инфомакс, не дай Боже. Значи, катастрофа, нешто што има нанесено не поправлива штета. И јас ќе се надоврзам на Тони, научивме да не подпишуваме текстови, тоа прво и основно. Се откажуваме од нашето авторство во име на, не знам, некој си медиум, некој си портал и така натаму. А како учевме на факултет? Не, па подписот е дел од интегритет. Така. Тоа е мерењето, дали имате подпис. Сега е сосема нормално да се објави текст без подписи, за мене е тоа окей. Зборувам онака, нели? Дојде време да биде нормално, што не е правило. Самите ги искршивме сите оние правила основни на кои што учевме на првиот час по новинарство и на крај од денот седнуваме вака и дебатираме и викаме да, не е окей. А ние тоа го правиме. Бојаджиски ги каже цело време, ви кажувам истото. Тоа баш така да го речем, да, баш така да го речем и малку треба да учите и да слушате. И да видите како беше некојаш време новинарството, како е денес, не се јасно, но само на Весна, од преска сакам една работа да ја кажам, да, охрабрам. Вели дека на нефи се јавуваат, па и велат како сме тоа така, ви се закануват и така натаму. Главниот уредник на Ал Джазира 2005 година во интервју на една телевизија вика дека луѓе многу не мразат. Леле, луѓе, вие немате представа колку нас не мразат. Колку повеќе они не мразат, ние толку сме погорди на оно што го работиме. Само не може да сакаш сите да те сакат. Се вика, ако секој те сака, значи не си ја добро завршил работа. Ако сите те мразат, 10 пати полошо си ја завршил работата која треба да заврши, значи биде гордан на тоа што некој ќе ти се закане, ќе ти рече, ја така го сваќам новинарство. Не, тоа е едноставна професија. Значи, Иван, ако не сака, дека не почитува. Да, тоа е друга разлика има тоа. Морам да говорам дека тоа беше аспект на слободата на луѓето и убеденоста дека тоа што тие го мислат е тоа, а всушност тие имаат некоја политичка инструираност во себе и тргнуваат од таа политичка инструираност. Сакам да кажам околу поделеноста на публиката и тргнувањето, да кажам, да искажуваат став благодарение на спиновите кои што на долго време ги имавме како наше секојдневие. Тие спинови ги произведаа овие луѓе кои што коментираат сега. Само уште едно прашање до Тони или до Бојаджиски. Дали ЗНМ сметате дека има ли некои најави дека ќе покрене некоја иницијатива во овој поглед? Дали нешто ќе се преземе на новиот менеджмент, дали размислува во таа насока, дали вие ќе покренувате некоја иницијатива во однос на некоја мека регулација на интернет простор? Па ние, не знам, во оно што го кажа Еве Кочаликовски кој го избра за кој го избравме за председател на ЗНМ, не слушнав нешто дека во тој поглед, единствено што беше дека треба да се продолжи со обидот да се укине рекламирањето на владата, владиното рекламирање во медиумите. Тоа е почеток за да се ослободи од тој поглед. Меѓутоа во поглед на регулацијата не слушнав и не сум сигурен во која насока ќе оди. Законите се веќе донесени, оние за кои што се разговараше, ЗНМ како партнер во целата таа работа, бидејќи во моментот има партнерска улога како најбројна асоциација на новинари во донесувањето на законите, имаше улога сега, но беше таа дека треба да остане тој простор дел за порталите говорам. Инаку за медиумите мислам дека законските решенија колку толку се учествуваше и дека има напредок во тој поглед. А ние овде како новинари од Истокот постојано предлагаме, колку ќе помине тоа не зависи за жал само од нас. Но мислам дека сериозно треба да се земе, бидејќи тоа е најбројното здружение во земјата, сериозно треба да се земе како здружение преку кое може да се бараат, не да се наметнуваат и да се наметнуваат како барања, зашто не, тоа што ние го мислиме. Ама откако ќе се усогласиме, да речеме јас и Игор и сите ние околу тоа прашање, да се најде една средина, нешто што би требало да биде како наш предлог.
а не знам Бојаджиски дали има некои сознанија, ама он веќе Мислам дека се продолжува со тој тренд на нерегулација, ако мислите. Не, ама и европските препораки се такви. Ни еден закон нас нема да ни пројде ако ние се фатиме да правиме некакви експерименти. Да. Но треба да, мислам, апсолутно е јасно тука. Мониторингот и сите тие други, еве стратегијата сега што ќе биде, апсолутно не смееме да задираме таму во некакви регулации. Значи, но овие препораки што се Весна што зборуваше, телата, статутарно, функционално преструктурирање, мониторинзите, други на дисперзираната заштита, правни канцеларии, се е тоа работа на невладен сектор и консултација на значи државните капацитети во смисла на поддршка треба да се зголемат, меѓутоа никаква регулација. Тоа е европските препораки. Затоа и правевме документи за тие се спомнуваат во официјалните документи како реалност, меѓутоа не се задира во регулација. Така беше и проблемот во Србија. Тие сакаат таму како нашава агенција што е за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги. Нели тоа тело исто панданот во Србија сакаше да се зафати со тоа и тоа беше страшен проблем ако навлеземе. Да, готово. Тука е само регулаторниот медиум, но треба ние да се грижиме за слобода на медиуми. А тоа значи се повеќе да ги охрабруваме портали, блогови да се регистрираат како медиуми, па тогаш да си ги имаат благодетите на спонзорство. И мене воопшто не ми се свиѓа таа радикализација во смисла на јавниот маркетинг. Јавен маркетинг ке нас беше за времето на ВМРО извулгаризиран. Тука имавме мешање на партискиот идентитет, содржаниот крадење на пари и така натаму, црна пропаганда. Меѓутоа секоја нормална држава денеска мора да има јавен маркетинг. Како ќе се борите против пушење, против, еве американците против дебелињана имаат кампања, јавен маркетинг до декларација на производи до наставни програми и медиуми. Не може, вие треба само криминалот да го тргнете од јавниот маркетинг и државата да не го злоупотреби, односно да не го користи за партиски цели. Тие ставови против јавен маркетинг мора да има јавен маркетинг. Како ќе сконтролираме ако и текне на владата сега како јавен маркетинг да продаде дека треба по 5 деца да има да не е страшно. Тука е страшно. Што прави? Дека може тоа да се случи. Може да се случи. Да, како што го правеше. Раѓајте деца, имавте фактографски соопштенија како времето на Хитлер на македонска телевизија, знаете, добите стипендија и тоа тече како ролна. Тоа беше страшно. Но не можете сега заради тоа да одите во една друга радикализација, кој што исто така, па на крај крајва државата мора да има некој медиумски фонд, мора да ви ги спонзорира медиумите, така. Тоа е, мислам, за нормалните социјални и демократски држави. Но јас би додала нешто околу јавниот маркетинг, заради тоа што без оглед што сме ние комерцијално радио. Ние имаме исто обврска да бидеме општествено одговорни, да имаме одговорност како медиум кој што зрачи во етер и е дел, нели, од тоа милје. Тој тип на реклами против пушење. Информирање за СИДА сме го пуштале ние бесплатно како тоа е од невладенци. Не, тоа е наша иницијатива. Ние сме сметале дека треба да дадеме јавен придонес во некои општи кампањи кои се дел од Светска здравствена организација. Значи нешто што е тренд, нешто што го прифатиле светските организации и одлучивме и сме го работеле тоа. И се уште сметам дека имаме своја одговорност без оглед затоа што многу медиуми, собственици, уредници сметаат дека не, ние сме комерцијално, зашто да се занимаваме со некои работи кои што се заопшто добро. Ние треба да збориме за крв, за тепачки и така натаму. Не е тоа. До себе си го прави тоа заради себе. Меѓутоа една работа, бидејќи ја не знам, веројатно има луѓе кои што ќе истражуваат како е во Европа, како е во поразвиени и по-нормални држави од нас, а не е тешко да биде по-нормална држава од нас. Мислам дека кај нас, оној пример што беше со проекти од јавен интерес, веројатно на некој начин модифициран за да се насочат кои теми да се работат, може би ќе се помогне на приватниот сектор во медиумите, во новинарството и ќе се добијат баш тие теми кои што инаку би сакале, сигурно не за 5 деца. И како ние имаме важни теми, видите колку валка на држава сме. Тука државата, тука треба во подигнувањето на свеста да прави кампањи, ред. Сега тргнав од еден Бените, ама исто така голем проблем. Нема мали проблеми. Сите се на некој начин, кога ќе сватиш, кога ќе погледнеш. Јас мислам дека
државата треба финансски да ги помага медиумите. Јас сум контра на сите што мислат понеко. Еве ќе ви кажам зашто. Сега имаме една одлука да се помогнат печатените медиуми на кои ќе изумрат. Јас мислам ако нема некоја поддршка, а знаеме дека многу вестници со големи имиња се сериозно помагат од своите држави. Италија, например, La Stampa Република вложува огромни пари за да останат такви, но не и оној жолтиот печат. И сега во една Канада или Австралија беше, владата одлучи $40 милиони да даде само на локалните печатени медиуми. Го одбие као непристоен предлог затоа што барат $400 милиони. А ние викаме, ние сме европски, ние сме светска некоја држава, ние такви работи не прифаќаме како ке нас, ние ќе останеме без медии. Ова што го спомнавте со локалното информирање, ке нас тоа драматично важно. Одма сега државата треба да интервенира тука, да ги нахрани локалните медиуми. Па да, вие викате и медиумска писменост, ја мислам дека она најдобро се учи преку медиумите, преку вестници, ако мене некој прашува. И лево од реката Вардар ја правам само еден вестник, затоа што сум така профилиран као професионалец. Читање, учат од вестници. Ние мислиме дека е тоа џабе потрошено време, џабе медиум кој не треба да постои. И ако не се тоа поддржи, не зборам за мој најнебитен, него државни вестници ќе снимаме. Тоа е цела работа. И треба да се бориме за тоа да бидат поддржани, може би после и некои други, не знам, електронски медиуми и така. Прашање како тоа да биде, да не биде дека сега некој близок до власта медиум ќе добие многу, некој да не добие ништо. Од и кај нас тоа е проблемот. Значи тоа е проблем. Јасно во овој дел, значи го помага државата, а не помага така директно. Да е бесплатна хартија, бесплатно печатање, бесплатна дистрибуција. Океј, во друг дел кај телевизиите имаме една голема сериозна дилема. Работевме претходно истражување со Inbox за бројот на телевизиите и работењето на телевизиите кај нас и на Балкан. Значи бараме државни реклами за тие телевизии, се е тоа океј, а од друга страна кога ќе видиме колку телевизии имаме, зашто се користат тие телевизии, како тие телевизии помагаат во општеството, и видим дека се чиста катастрофа. Значи имаме во Србија имаме две национални телевизии, Хрватска имаме две национални телевизии, Словенија две, Бугарија две, кај нас имаме 10. Хрватска има маркетинг кош од 700 милиони евра, Словенија има 600, Бугарија има милиарда евра, кај нас маркетинг кош е околу 30 милиони евра, сите зема 20 и нешто, другите земат 8 милиони евра, по милион евра со милион евра телевизија не може да функционира, во идеални услови, да речеме RTL и Нова ТВ ќе поделат по 350 милиони евра во Хрватска, нашите ќе поделат по 1 милион евра. Каде е производството на серии, каде е продукцијата, која што тоа е страшно скапа. Во Бугарија има филмски град каде што се снимаат тие филмски продукции, тие работи како државна помош за тие медиуми, кај нас немаме ништо. И од друга страна, во делот исто на регулацијата, ајде да ги оставиме сите, да и дадеме, како што спомена Преска Весна, да и дадеме градоначалникот дал пари и на овие и на другите ќе даде, а од друга страна гледаме дека немаме капацитет ниту како општество, ниту како локална заедница да одржуваме толку медиуми на кои што како би му текнал да отвори медиум. Ќе се најдобра за мислата на Бојаджиски што ја спомена на почетокот, дајте ми медиум и ќе направам како да правите система. Значи ние имаме толку моќна алатка во едно општество како медиум или како телевизија, а не е регулирана, со мал милион аномалии, немаме ниту еден дописник, а даваме лиценци нови кои што ќе посака. Не знам дали сте го виделе законот за банки, толку е ригорозен, толку е строг, кај што не може, освен банка со 10-15 години искуство, не знам колку милиони евра да стави на сметка за да ја отвори банката. А од друга страна има медиуми кои што се страшно важни, значи може да ти ги истекат луѓето за 24 часа, да не речеме, кој спомена во Австрија, и го споменати во Австрија, Србин, или тони Србин уга Албанец, ќе го имаме истиот пример во Ѓорче. Албанец избоден македонец, која беше случајот со кражбата на велосипедот и тие работи. И тоа беше многу сериозна работа и многу сериозна ствар.
на кои што треба да повнимаваме. Добро, во интерес на времето да се заблагодарам на сите што денес учествуваа на дебатата. Ако има некои прашање, евентуално. Здравствуйте. Хвала ви. Hvala.